Реагирам на вашата констатација, реков дека експерти, само да посочам за јавноста и од ФЗОМ, и од мој термин, и од Малмет, и од сите надлежни институции ќе бидат присутни и како експерти ќе го дадат свој збор пред јавноста. Ние тука сме пратеници. Благодарам, колега. Бидејќи сомнежите според ревизорскиот извештај дека постоел политички метастазиран карцином низ целокупниот политички систем, кој што не го опфаќа само Министерството, туку и Клиниката за онкологија, би сакала и за јавноста да потенцирам кои се законските регулативи и законските механизми за контрола за во системот да немаме синдром на Месија и да не се повреди конечно членот 10 од Уставот, кој што вели дека животот на човекот е неприкосновен и во Република Македонија не може да се изрече смртна казна по ниту еден основ, па дури ако се работи за терминален пациент. Ваквите грешки во функционирањето детектирани во извештајот може да конечно да ги дефинираме како пресудена смртна казна поради недостаток на медицински третман, лекови или несовесно работење. Согласно Законот за лекови и медицинските средства, член 141. Надзорот на спроведувањето на овој закон го врши агенцијата, односно Малмет. Инспекцијски надзор над примената на овој закон го врши агенцијата преку фармацевски инспектори. Тие фармацевски инспектори требале министер да постапат и да имаат и редовни контроли. Трошењата на средствата на ЈЗУ-ата кои што се буџетски, односно фондовски или пак во превод нашиот данок, ги контролира фондот. Таа контрола опфаќа дали истите се трошат наменски, како и дали истите се трошат преку соодветна постапка, контрола на набавки. Фондот има воспоставен систем на редовни контроли. Потока излегува на вистина симптоматично како нема подпис од фондот во рамка за јавна набавка во вредност од милиони. Фондот морал да констатира дека недостасуваат одредени согласности, согласност на фондот, односно ставот 9, дека трошењето на средствата е противзаконско. Фондот морал да констатира дека има сериозно пречекорување на количините, како и огромен период кој што не е покриен со набавка и не се дозволени на тој начин реверси. Уште кога е барано да се најавуваат лековите согласно член 9 став 4, морало да се осигура дека постои процедура, односно протокол, како и МБД за терапирање и дека истата е потврдена од страна на стручниот колегиум за кој што рековте дека не постои. ДСЗ има програма за редовни контроли и не знаеме дали ги имало во овој период, но недостатокот на функционален стручен колегиум, како и Комисијата за следење и унапредување на квалитетот на здравството, односно здравствената заштита, би требало да биде нотирано и алармирано од директорот како утврден недостаток, член 5 став 9 од Законот за ДСЗ и пропис од областа на здравството. Во однос на стручната работа, дали до лекарската комора дошла поплака или дали се реагирало, само таа е надлежна да даде изјава за истото. Меѓутоа, исто така требала да донесе изјава и до министерот за здравство. Откога ги разгледуваме сите контролни механизми за да не се дозволи одреден директор или одреден министер или ланец на криминалци кои што биле вмешани или не биле вмешани под сомнеж во овој случај, ова се контролните механизми, доколку истите биле инхибирани во тој случај, овој извештај станува многу реален и се преточува во кршење на членот 10 од Уставот. Па затоа би ве прашала во времето, додека вие бевте министер за здравство, дали било која од овие институции направи вонредна или редовна законска контрола на работењето на онкологија? Ви благодарам.